Да продискутирам за овој амандман, малку пошироко ќе разговарам и ќе дискутирам, бидејќи секој еден амандман ги исправува техничките грешки кои што вашиот закон, почитуван министер, ги има инкорпорирано и е нецелосен. И јас да сум министер на ваше место и да сакам да дадам оставка и некој вака да ме понижи, со вакво нешто да дојдам во собрание пред пратеници да го бранам, со еден куп терминолошки грешки и некомплетно законско решение, ќе си останам на дигнитетот и ќе си останам на тоа кое што сум го донел како првична одлука, а тоа е да поднесам оставка. На овој закон, човек кој што е испратен во собрание, дали било на именувана функција или на избрана, не гласа. Затоа што токму овој закон, кој што сега на ваков начин се носи во собрание, знаете што ќе предизвика? Веќе во четврток или во петок масовни протести на сите синдикати. На сите синдикати до еден. Бидејќи првиот амандман, ако го прочитате, е терминолошко исправување на ваша грешка во овој закон. Бидејќи вие за ваквиот закон имате соопштение од Државната комисија за спречување на корупција, дека е изоставена, едноставно дека ја нема како институција која што овој закон треба да го регулира нивното работење. И сега ние тука ќе зборуваме за европски закон во скратена постапка за административни службеници. Господине министер, мислам дека треба јавно да им кажете на работниците што им се подготвува со овој закон. Може би вие тогаш не бевте на мандат. Ама со овој закон знаете ли која е суштината? Тие истите кои што ги креваа рацете на синдикатите, прогласувајќи триумфалистички дека е подпишан општ колективен договор, брутално се излажани и се брише во член на законот одредбата дека со минималната плата ќе се усогласуваат сите други плати и дека линеарно ќе растат. Ги излажавте работниците. Ги викнавте во владата и како измамници, какви што и сте во изминатите 7 години, подпишавте колективен договор и ги излажавте работниците. И прочитајте ги денеска писмата кои што се пратени до вас, па народни избраници сте мајкум. И видете што пишува таму. Најголемите синдикати во државата бараат да се поднесе таков амандман, бидејќи вие сте им ветиле дека едноставно тоа ќе биде инкорпорирано во законското решение. Но ова е порака и за синдикатите и работниците. Затоа што со измамник никогаш не можеш да си на чисто. Со човек што е нечесен, со човек што лаже, секогаш вака ќе ви направат. Скратена постапка, европско знаменце, на мала врата, со уцена на владин министер да ја повлече оставката, ќе ве преедат и на крај нема да добиете ништо. И ќе имате гласачка машинерија од 9 луѓе кои што тука ќе гласа против вас и која што ќе аплодира на се. И работничките права ќе ги крати и нема да дозволува да си го остварите правото кое што си го имате. Зошто? Затоа што така одлучиле. Затоа што се во оваа држава се поминува на сила, на уцена, на насилство и на една група на луѓе која што се однесува како што сака. Затоа ќе се случува повторно усогласување на сите плати и затоа работниците во оваа држава нема да имаат повисоки плати. И затоа синдикатите во оваа држава ќе бидат множени со нула. И затоа овие кои што се сега во владата ќе ги бркаат синдикалците од нивната зграда. Под превезот не коментирам судски одлуки, не баре судиине пред 1 саат кој што тука дискутиравме и за кој што во моментов трае дискусијата од небо паднале, а не се подпредседатели поранешни на партија или членови на правната комисија на СДСМ. И секогаш кога зборуваме за работниците, секогаш е едната иста работа. Дека се покажува непочит, дека се покажува сила и она што за мене лично е неразбирливо, се лажат на отворена сцена. Јас памтам 2 моменти каде што дрско и брутално сте ги исполажале работниците. Првиот е кога Фатмир Битики и онаа клапа на луѓе излегува со сега покојниот поранешен председател на ССМ и го излажаа човекот. Втората е сега пак дежаву. Подпишан колективен договор, прославување во владата, фанфари, соопштенија, пресконференции, Европа дошла, розеви очила, стандардот бил покачен и ете го стандардот сега. Ете го стандардот сега во овој закон. И уште една работа што е особено проблематична. Зашто не објасните по кој основ представникот на политички систем треба да биде во комисијата за избор? И зошто представникот од политички систем треба да биде председател на комисијата за контрола? По која логика дојдовте така, почитуван министер?
Што е тоа министерство, се надлежно за се? Што има врска почитуван министер да оној од Министерството за политички систем биде во таквата комисија? Експерт е, бил во Министерството за администрација и одблиску ги познава тековите кои што треба да се испочитуваат за една постапка да ја добие пасот дека е номинална или дека е во ред. Замислете, представник од Министерството за политички систем во комисијата за избор, во комисијата за контрола председател. Па што правите вие, бе, луѓе? Што има европско овакво предложеното законско решение? Зашто се криете од работниците? Зашто одбивате, зашто гласате против јавна расправа? Ајде да ги соочиме аргументите пред работниците. Јас немам проблем, еве, ние рековме и јавна расправа. Не ви е удобно, тесно ви е собранието, не се чувствувате тука убаво, сакате да идеме во домовите на синдикатите? Па не престануваат да не повикат. Сакате за ова да дебатираме во просториите на ССМ од каде што ги избркавте? Сакате за ова да дебатираме во просториите на КСС? Ајде дајте едно нормално објаснување. Закон за административни службеници, 98 дена до избори, на мала врата ќе го внесуваме тук. Не да е не во ред, не можам да употребам доволно збор кој што би бил едноставно културен за ова да го кажам. И затоа што реков дека овој закон не е терминолошки и технички доработен, и тука сакам да направам многу јасна дистинкција. Не говорам тука дека вработените во Министерството не се ја завршиле работата. Секоја чест за тие професионалци, за луѓето кои што работат во МИО. Но тој кој што го подпишува и го испраќа законот до собранието е надлежниот и ресорен министер. Владата гласа и го испраќа до собранието. А да пуштите ваков закон кој што е недоработен, за да амандманите од опозицијата треба терминолошки и номотехнички да го доработуваат во најмала рака, е срамота. Е срамота. Со овој амандман во член 3 став 2 зборовите и локалната власт се заменуваат со зборовите власт, единицата на локалната самоуправа и градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа. Со амандманот се предлага усогласување со терминологијата користена во Законот за локална самоуправа. Тоа го бараме со амандманот. Значи не да трчате, не да брзате да го донесете шверцерски законов, не да се срамите на околу нудејки оставки додека некој не ве свитка за уши да дојдете во собрание, туку барем и тој криминал што сакате да го легализирате, напишете го како што треба. Благодарам.